Со промоција на репринтот на Бели мугри и откривање на биста на Коста Солев Рацин во хрватскиот град Самобор се одбележуваат 70 години од издавањето на стихозбирката. Белите мугри повторно го видоа светлото на денот. Заедницата на македонците во Хрватска е иницијаторот за издавањето на оригиналното дело кое во 1939 година беше испечатено во овој град. Според промоторот академик Васил Тоциновски, прославувајќи се себе си, Рацин ја прослави Македонија. Покажува дека и ден денеска тој останува актуелен. Председателот на МАНУ Ѓорги Старделов вели дека колку повеќе времето одминува, толку повеќе ја спознаваме големината. Еден од најголемите паметници на македонската поезија и тоа така ќе остане. Во ова мало градче на северот од Хрватска има многу обележја кои потсетуваат на издавањето на една од најважните книги во македонската историја. На ова место во 1939 година е отпечатена култната стихозбирка Бели мугри на Коста Солев Рацин. Рацин ги спои Велес и Самобор. Токму печатењето на Бели мугри во хрватскиот град е причина за збратимувањето на двата града. Јас искрено благодарам на господинот градоначалник и на сите граѓани на Самобор, кои што и после 70 години достојно го одбележуваат Рацин и неговото дело. Стара биста е била звезда водилја. Она стара биста беше звезда водилка на старо пријателство. Јас се надевам дека оваа нова, поубава и помодерна биста ќе биде звезда водилка на едно ново долгогодишно пријателство меѓу Велес и Самобор. Културната соработка меѓу двете земји го подигна степенот на интересирање за македонскиот јазик во Хрватска. На катедрата за македонски јазик во Ријека годинава се запишале рекордни 180 хрвати. Бели мугри на Кочо Рацин го доби своето реиздание. Репринтот на збирката поезија го оживеа Сдруженијето на македонци во Хрватска, токму тука, во Самобор, каде пред 7 децении поетот и револуционер ја издаде и отпечати Бели мугри. Однапред и рековме дека мораме овој јубилеј 70 години од штампањето на Бели мугри ради нејзиното значење за нас македонците, не само во Македонија, поготоа уште повеќе за нас македонците надвор од Македонија, мораме да го одбележиме со нешто поголемо. Идејата беше да пробаме да направиме репринт на оваа збирка песни. По повод 70 годишнината од издавањето на Бели мугри, македонскиот книжевен деец доби и спомен биста, дело на скулпторот Томе Серафимовски. Првите луѓе на збратимените градови Самобор и Велес велат дека репринтот на Бели мугри и откривањето на новата биста се поттик за подобрување на меѓусебната соработка. Јас искрено благодарам на господинот градоначалник и на сите граѓани на Самобор, кои што и после 70 години достојно го одбележуваат Рацин и неговото дело. Рацин е тај кој нас на неки начин повезао. Она стара биста била звезда водилја старог пријателјства, а јас се надам да ќе ова нова, лепша, модернија бити звезда водилја едnog новог дугогодишњeg будучег пријателјства измеѓу Самобора и Велеса. Јас сум Пред новата биста на Рацин, освен представниците на Сдруженијето на македонци, цвеќе положи и македонскиот амбасадор во Хрватска Данчо Марковски. Два дена се слави 70 годишнината од издавањето на Бели мугри. Манифестацијата ја организираат хрватските иселеници и општина Велес. За сител од Самобор Зоран Јаневски.